Праведната енергетска транзиција во Пелагонискиот регион е еден од најважните и најсложени процеси во тековната енергетска и економска трансформација на земјата. Како регион кој со децении се потпира на производство на електрична енергија од јаглен, Пелагонија се соочува со двоен предизвик – намалување на емисиите на штетни гасови и премин кон почисти извори на енергија, но и зачувување на работните места и стабилност на локалната економија. Успехот на овој процес во голема мера зависи од достапноста на финансиски средства. Македонија засега нема пристап до европските фондови за праведна транзиција затоа што не е членка на Унијата, поради што државата развива сопствени механизми за финансирање и бара алтернативни извори. Механизмот за праведна транзиција на Европската Унија од 21 до 27 година мобилизираше повеќе од 55 милиарди евра токму за регионите како што е Пелагонија. За жал ние немаме пристап до таквите фондови и наш императив ќе биде во овој меѓупериод додека трае овој процес да успееме да фатиме приклучок кон новија фондови, бидејќи само така ќе можеме овој процес да го извозиме максимално квалитетно. Тие фондови немаме пристап, но прво државата има свој фонд за енергетска ефикасност, кој што сега се формира согласно стандардите на Европската Унија, од една страна, а од друга страна европските донатори помагаат преку ваквите процеси да дојдеме до знаења и вештини кои што ќе можеме да ги премениме кај нас. Од општината велат дека Битола има потенцијал за зелени работни места, но дека Европската Унија треба да биде искрена во процесот. Процесот на праведна транзиција треба да биде пред се искрен процес од сите засегнати страни и тука тоа го има кажам повторно, и Европска Унија треба да биде искрена во делот на фондовите и средствата кои што се одвојуваат, бидејќи неизбежен дел од процесот покрај целокупната организација, документација, планови, се и финансиските средства, се со цел да се задржи основната премиса, на англиски никој no one left to left behind или никој да не биде изоставен во целокупниот процес. Значи тука зборуваме и за иднината, судбината на вработените во конкретно во рек Битола и рек Осломе, ако зборуваме за овој регион, но зборуваме и за иднината на целокупната економија и стопанство во Пелагонискиот регион. Се отвора и прашањето за темпото на имплементација на енергетската транзиција. Сепак останува предизвикот, нели, дека не треба само да се обезбеди енергетска сигурност, туку треба да се обезбеди економска стабилност за граѓаните во регионите со јаглен. И токму затоа овој процес се одвива забавено. Ние, како граѓанска организација, исто би сакале да видиме процесот да се одвива со малку позабрзано темпо, особено затоа што значи дека ќе се подобри квалитетот на живот, затоа што знаеме колку загадува рек Битола и што тоа ги чини по здравјето и квалитетот на живот и граѓаните на Битола. Ние постојано некако ги буткаме работите да се движат со позабрзано темпо. Свесни сме за предизвиците со кои се соопштува централната власт, општината и во моментов она кон кое што треба да се движиме е мобилизирање на финансиски средства за регионите со јаглен. Праведната енергетска транзиција во Пелагонија е долгорочна трансформација на целиот регион. Успехот ќе зависи од способноста да се обезбедат стабилни финансии, но и да се воспостави рамнотежа меѓу економската одржливост и социјалната правда. Беше заклучено на панел дискусијата во организација на МКЦ Битола и Екосвест од Скопје во соработка со локалниот економско-социјален совет на општина Битола.